Ден и од мене започува уште едно ново издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. Денешната гостинка е познато медиумско лице, харизматична, енергична, секога со собствен став и со мощна интересна родителска приказна. Билјана Максимовска, гостинка во 0+, добре ни дојде. Здраво, добре ве најдов и здраво до сите гледачи на Телма телевизија. Билјана, во моментов живееш во Приштина во последните 6 месеци. Денеска специјално дојде тука за гостувањето на согледачите да го споделиш своето родителско искуство, па ти благодарам. Благодарам и тебе што ме викна. Да, дојдов од Приштина специјално за да бидам дел од емисијата и за да завршам по некоја работа што треба да се заврши во Скопје. Таман, две работи ќе се искомбинираат, корисни. Да започнеме од бременоста. Кога разговаравме, ми спомна за својата ќерка, велиш, дете чудо, бидејќи доби од лекарите диагноза дека не можеш да имаш деца. Па да. По природен пат, но сепак зачна по природен пат. Како беше чувството кога прв пат разбра дека не можеш да станеш мајка и потоа кога го биде позитивен тестот? Возбудливо, бев многу возбудена и многу среќна нормално. Не дека нешто посебно планиравме во тој период да имаме дете, заради тоа што добив диагноза дека не можам по природен пат, односно на природен начин да останам бремена. Така што, окей, рековме во еден момент кога ќе се подготвиме за понатамошните предизвици, односно за понатамошните детали што треба да правиме околу тоа, инвитро и слично, тогаш би превземале нешто. Меѓутоа, се случи чудо и јас останав бремена на најприроден начин, без никакви дополнителни интервенции. Да. И така останав бремена и бев многу среќна. Бевме двајцата изненадени. Пријатно изненадени, во секој случај ни беше шок. Так, позитивен. Позитивен, да. Како течеше бременоста? Беше ли лесна? Па да, на почеток беше лесна, јас и патував, затоа што веќе имавме купени билети за Азија. Требаше да патуваме во Виетнам и Камбоџа, меѓутоа го откажавме патувањето, така што патувавме само до Малезија, односно до Куала Лумпур и шетавме низ Малезија. Јас бев спремна, нема проблем, јас ќе патувам и Малезија. Меѓутоа за Камбоџа и за Виетнам беше премногу далеку и требаше да се вакцинираме, а заради мојата состојба не бев спремна, не бев подготвена да се вакцинирам, така што го направивме тоа подоцна, па ќе видиме подоцна за некоја година. Се уште не го реализиравте. Да, па меѓу време дете расте и така натаму, да. Ќе видиме за некоја година и тоа планираме да го правиме. Прво беше лесна бременоста, подоцна после 26-та недела имав компликации, па морав да бидам во мирување, имав она патолошка бременост и така некако истеравме до крај во 36-та, односно 35-та недела и 6 дена ја родив Аделин. Така, малку порано дојде на свет. Да. Предпоставам дека тоа е една од најголемите радости во животот на... Како не? Најголемата радост во животот на сите нас. Така сите бевме посебно среќни, како нормално, како сите ние кога се раѓа едно дете. И така сакавме да ја дадеме некакво посебно име кое што ќе не потсеќа на самиот процес на доаѓање на детето на свет, односно на самиот процес на креација на детето, затоа што во тој период кога јас останав бремена, го слушавме Елиот Смит постојано, односно мојот партнер го слушаше Елиот Смит постојано. И рековме дека незиното име мора да биде некако поврзано со неговата музика. Да беше машко, ќе се викаше наверојатно Елиот, меѓутоа затоа што носев женско, рековме, окей, како сега некако да не потсеќа да одбереме една песна. Елиот, да. Елиот Смит има една песна се вика Sweet Adeline и рековме, окей, Adeline е супер комбинација за незиното име, малку звучи невообичаено за овие простори, меѓутоа татко е холандјанец и ние сакавме да имаме така едно по-интернационално име, одговара со незиното презиме. Јас сакав да се вика Изабела, меѓутоа за Арно беше премногу италијанско и рече добра, ајде да направиме некоја комбинација, така што незиното второ име е Изабел и таа незиното име е Аделина Изабел, да, средно име, затоа што во Холандија им даваат на децата по две имиња и така некако ми се допаѓаше имена за да бидат сите страни задоволени. Еден убав компромис. Да, еден убав компромис. Веднаш после породувањето почнавте да шетате. Да. Аделин имаше само 30 дена кога отидовте во Охрид. Имаше 2 месеца кога ја избањавте во море во Сарти. Во море, да, ја избањавме во море. Па да, сакаме да шетаме и не сакаме
уште на самиот почеток рековме, окей, имаме дете, ама тоа нема да не спречи во сето она што можеме да го направиме заеднички. Така што да, на 30 дена однесовме во Охрид и бабите по плажа и тетките, леле колку дена има дете, леле колку дена има, колку е мало, а Аделин беше толку мала и беше мала родена. Дека предвремено родена. Предвремено родена. Меѓутоа немаше никаков проблем со растење, така што го надминавме тоа без никаков проблем и шетањето и ни за подобри доаѓаше и беше многу топло во Скопје во јули, во Скопје крај на јули, август. Подобро е да си некаде на убаво место каде што се дише добро. А како изгледаше за вас како родители патување со мало дете? Претходно патувавте сами, бевте отпуштени на поинаков начин, ги перцепиравте местата кои што ги посетувавте и ги истражувавте? Тоа е точно. Еве тука има и некои фотографии, делци од вашите патувања. Да, тоа сме јас и Аделин сега во Будва бевме за Великден. Ова е Аделин со братовчетка и Линда од Холандија во Дечанскиот манастир во Косово. Ова е Аделин покрај река. Ова е Аделин со татко и ова е Котор. Бевме во Црнагора за Великден, за овој Великден пред 1 месец. Ова е Аделин во Дебармало, ова е таа позната дебармалска клупа. Јас сум од Дебармало, Аделин исто така родиме од Дебармало. Ова е во Холандија во еден парк минатата година. Ова сме во Охрид. Охрид е дел од мене, дел од нашето семејство. И така, ни пријатели не возеа на брод. Ова сме јас и Аделин во Рим. Арно не слика, што него го нема на фотографија, значи тој не фотографира. Гледам дека редовно фотографира. Редовно фотографира, фотографиите се без него. Поумешен е во фотографирањето и има подобра камера на неговиот телефон и јас секогаш као ајде, сликај. Што значат две култури во родителството? Вашиот супруг е од Холандија, па сега претпоставувам дека тука има сега судир. Да. Па на некој начин во концептот на родителство. Да, нема судир во негативна смисла. Меѓутоа да, во концептот на родителство има се мешањето на култури е и богатство, некогаш и предизвик, затоа што оние навики кои што ние сме ги стекнале како деца, сакале или не ги носиме, мислам тоа ние го имаме во генот, во нашата ДНК, исто и во тие во нивната. Така што никогаш премостуваме граници, односно постојано премостуваме граници и мостови. Има разлики во однос на тоа кога и како детето се бања, дали се суши коса, дали се носат чорапи или не се носат чорапи. Јас сум многу порелаксирана од тоа што мислам дека генерално се тука жените и се обидам да бидам колку што можам порелаксирана, меѓутоа не можам да бидам натурализирана холандјака кога не сум, јас сум македонка. Аделин колку јазика зборува? Аделин сега е трилингвална, односно билингвална, меѓутоа го воведе и англискиот, значи зборува македонски со мене и со мојата фамилија тука во Македонија. Зборува холандски со татко и зборува англиски затоа што сега веќе учи во интернационална градинка во Приштина, затоа што сме таму веќе 6 месеци. Претходно додека бевме во Македонија, затоа што знаевме дека во еден момент ќе одиме некаде надвор, ја интродуциравме, односно и го интродуциравме англискиот јазик во низиното секојдневие за да почне да се навикнува, затоа што знаевме дека еден ден ќе одиме некаде и ќе мора да учи на англиски. А како течеше совладувањето на македонскиот и на холандскиот паралелно? Или не? Бидејќи сега има најразлични ставови, најразлични препораки, детето прво да совлада еден јазик, потоа да научи друг и слично. Колку време и беше потребно да ги совлада и двата јазика? Дали подоцна почна да зборува? Не. Вела дека тоа е случај ке тие деца. Да, јас знаев, зборував со стручни лица кои што со дефектолози и со логопеди, односно со една господја моја пријателка која што е врвна во таа работа и ја прашав, ми рече можно е да почне подоцна да зборува, но и не мора. Ние сме образувани луѓе и читавме научни студии кои што велат дека децата можат до 5-6 години да примат и до 5 јазици кои што би ги познавале на ниво на мајчин јазик. Така што почнавме да ги зборуваме јас македонскиот и целото моје семејство и целата моја фамилија одеше Аделин прво во градинка на македонски. И со татко изборуваше на холандски. Холандскиот малку и доцнеше, што е разбирливо, што е нормално кога детето цел ден поминува со мајката, таткото работи и така натаму, кога има плюс баба, братучетка и така натаму и сите други роднини. Меѓутоа, таа си го освојува холандскиот се подобро и подобро, кога е во комуникација со незините
братучетки, братучеди од Холандија зборува холандски. И е навистина, што би се рекло на англиски, amazing, што би се рекло на македонски, чудоневидувачки како децата лепат и како брзо учат. Англискиот толку многу почна да го учи, затоа што цел ден во градинка сега зборува на англиски и веќе почна да зборува со мене на англиски. Затоа што во таа средина има многу странци, значи луѓе кои што зборуваат воглавно на англиски, и јас почнав да зборувам на англиски со нив. И таа сега веќе почнува со мене да зборува на англиски. Дете, сега ќе мораме да одиме на интензивни курсеви почесто во Македонија и да викаме почесто баба да ни доаѓа на гости, за да биде во комуникација, да не го изгуби македонскиот. Мислам, јас како филолог пред се многу го ценам македонскиот јазик и го почитувам, и денес е еден убав празник на нашиот јазик, односно на Кирил и Методи. Така што тоа би сакала некако да го негувам и да продолжиме понатаму со усвојување на азбуката и на другите алфабети. Аделин сега ќе наполни наскоро 4 години. Да, Што е со локацијата? Како, извини? Местото на живење. Добро, локацијата, добро, да. За дете претпоставам дека тоа не е баш и толку голем проблем. Ми се чини дека повеќе може да биде проблем за нас. Во случајот, за родителите. Да, стрес голем е селењето. Так, селењето е голем стрес, но исто така вие се откажавте од кариерата. Тука работевте во маркетинг агенции, на медиумите редовно бевте присутна и така натаму. Како сега сето тоа изгледа? Дали тоа беше голема одлука која што требаше да биде донесена? Се размислуваше ли многу? Се размислуваше и заради природата на работата на мојот партнер. Веќе долго време зборевме и знаевме дека во еден момент дека ќе одиме, заради тоа што тоа е неговата работа. Он се занимава со дипломатија и секогаш има такви некои позиции. Тука се сретнавме, имавме среќа тука да се запознаеме во Скопје и живеевме 6 години тука, 6 години и нешто. Не сте официјално во брачна заедница? Не сме официјално во брак, Уште нешто што не секојдневно нетипично за овие простори. Па ние некако сме опуштени во однос на тоа. Мислам, јас ги уживам сите партнерски права во однос на него и тој во однос на мене. Нема никаква разлика, само немам додадено презиме. Моето дете има документи, има татково презиме, исто и така ништо не недостасува. Така што немаме проблем околу тоа. И во однос на селењето немавме проблем со тоа што не сме официјално во брак. И некако, не знам, јас никогаш не сум се замислувала себе си како совршена невеста во некој фустан и да бидам преубава и да, не знам. Тој концепт за мене некако е не непознат, него далечен, не знам зошто, некако го немам тој порив, сега ќе се мажам. Па кога ќе отидам да се омажам, па еден прстен, едно. Мислам, ние многу сакаме музика и многу сакаме забави. Тоа најпрво би направиле една голема забава каде што сите би слушале музика и би танцувале, би денсале, што би се рекло локално. А тој момент некако не знам. Би го изоставиле или не знам како да го објаснам тоа поинаку, освен тоа дека едноставно немаме потреба, затоа што ги уживаме и сите права и сите обврски по дома ги имаме идентични, како сите оние кои што се во брак. Билјана, имаш изјавено дека мајчинството те препороди. Да. Дали ги промени пријателите? Дали родителството носи нов круг на пријатели? Тоа е многу чест пример кај оние кои што биле поприлично социјално активни. Пред да станат родители. Јас сум социјално екстра активна и колку и да се обидувам никогаш да не бидам екстра активна, не може, едноставно тоа е посилно од мене. Ги бутка сите врати и сум многу активна. Да, мајчинството секако ме смени и фала му на Бога или на кој дае што ми се случи тоа, затоа што е една регенерација на духот и на телото и на умот. Јас дури не се ни сеќавам што се случувало порано. Имам дупки во меморија од некои случувања претходно, не знам зошто, веројатно толку го менува човека што така и јас го чувствувам истото, тоа е многу интересно. Добро, значи природно, нормално е. И да, некои пријателства, повеќето од пријателствата ги трансформираше во нешто друго.
И нормално дека ми донеса нови пријателства, па така во тој период си ја запознав мојата Бојана, мојата колешка и си формиравме една група на Facebook. Тајна група на Facebook се вика Очајни домаќинки? Не, се вика Очајна домаќинка. Очајна домаќинка. Морам да си ги поздравам сите членки од групата, затоа што Типично женска група? Само жени. Повеќето се мајки, меѓутоа имаме и членки кои што не се мајки и е тајна група во која што сите ние си помагаме една со друга и сме тука една за друга, кога можеме и колку што можеме, да делиме совети, информации и сме прилично дисциплинирани во однесувањето. Така што да, тоа ни е медиум, односно момент, односно точка на комуникација дневна, каде што сите ние делиме по нешто доколку имаме потреба и така. Морам да си ги поздравам сите другарки од група. Со таа главната пријателка со која што е формирана Facebook групата Очајна домаќинка, всушност се запознавте во парк? Да, се запознавме. Додека си ги доевте децата? Додека си ги доевме децата. Ние всушност се знаевме од претходно и една наша заедничка пријателка Марта бевме тргнати заедно на кај парк и вели Марта, знаеш Бојана сега ќе дојде, тука е, ја знаеш од град сигурно, ја гледам Бојана нормално здраво кај си што си. И така, почнавме да доиме, да збориме за грчеви, за бебиња и така натаму и од тогаш сме многу блиски. Имате убава приказна со доењето, така? Значи, иако имаше препреки на самиот почеток? Не. Јас немав никаков проблем во однос на доењето, само што поим немав како оди тоа. Јас така си размислав, си викав, како сега јас ќе дојам дете, од кај јас доење дете. Претходно никогаш не сум размислувала, не сум од оние типови, сега ќе отворам YouTube, па ќе читам или ќе гледам YouTube. Не, него јас вообичаено одам по оној природен начин, сакам да почувствувам како тоа ќе биде и сама да го изменаџирам моментот на доење. Бев многу упорна и мислам дека тоа е клучниот момент во доењето. За мене не постои нема генерално во животот. Така што со доењето имав среќа и многу лесно тоа одеше и бев многу упорна за да... Колку време траеше доењето? Аделинја доев 25 месеци. Браво, навистина долг доенички стаж. Кога би имала повторно дете, повторно би доела колку што можам повеќе. Така, секаде во јавност, без никаков проблем? Без никаков проблем, додолку повеќе што никогаш и сакав да ги рушам оние бариери и лимити во однос на стереотипите за доењето во јавност или за доењето вамо или таму. Мислам, јас и моето дете сме едно. Тоа е потреба на детето, тоа е мајчински инстинкт. Мислам, нема што сега јас да размислам каде ќе одам па да се крием некаде. Да, има некаде соби за доење, ама многу пати сите соби за доење се во недолична состојба. Ниту е пријатно да седиш таму, така што нормално ќе го доеш детето каде што ќе одлучиш. Роденденот четврти ќе го славите за... скоро, да. Некои 2 недели? За 1 месец е роденден на Аделин, меѓутоа ќе го славиме порано, затоа што другарките на Аделин ќе одат по одмори, мора да се слави порано, за да ги собереме сите и така. Имате торта Елса? Мораме да имаме торта Frozen Елса, тоа мора, инаку нема роденден. Тоа се знае уште од лани, од минатата година, од септември се знае дека мора да биде тортата со Елса. Да, сега сме во таа фаза Frozen, односно Елса и така натаму. Се надам дека ќе помине брзо, иако трае. Да, фазата Frozen обича кај девојчињата навистина долго трае. Имавме само уште да ги скоментираме сосема за крај. Добро. Два цртежа, добро. Два цртежа кои што беа објавени на Facebook. Да. Можеме да ги погледнеме. На едната Аделинја има нацртана мама, на другиот е цртеж папа. Папа. Да видиме со какви очи ве гледа. Ова е мама. Ова сум јас, да. Јас сум розова, веројатно заради тоа што се облекувам најмногу во силни бои. И ми ставила сини очи и зелена уста. Не знам, не се сеќам каков беше коментарот. Можно е дека јас нешто правам, дали изборувам, дали јадам. Да, ова е папа. Така. Тој е поголем од неза и има големи очи. И да, веројатно заради тоа што е скоро 2 метри висок и така и го представувам. Да, навистина убав спомен. Да, често не црта.
Иако сега фазата е смената, не црта толку многу колку што игра и работи со пластелин, па така што редовно чистам по дома. Благодарам Билјана што дојде денеска Благодарам. во 0N+, навистина интересна родителска приказна. Благодарам на сите вас и ви посакувам на сите среќно родителство, среќно и лесно родителство. Така. Ви благодарам и вам што не следевте и денеска со внимание. Ви посакувам убав празничен ден. Пријатно.